вие кои ќе седите овде. Благодарам. Зошто си ја земате маката на другите на вас? Зошто си ја земате маката за вас? Вака сега, објаснивте дека согласно член 47, став 1 и 2, по интерпелациите биле на седница. Дај сега да ве прашам и само тоа да ми одговорите. Не се и се што да ми кажувате, а тоа што треба да го одговорите, да не го одговорите. Благодарам. Ја да кажува се и се што ви одземам збор, благодарам. Ајде. Ама зашто? Благодарам. Зошто циркус? Меќе Нема. Зошто? Дозволи. ти кажи и не вреđај. Кажи и не вреđај. Не. Абе, кое е вреѓање? Дозволете ми кажа. Благодарам и оставете го тоа копчето. Координатор на опозиција зборува во име на 44 пратеници. Не може даоштракате кога ви одговара, кога не. Исклучи и вклучи. Деловникот важи и за вас како координатор. Председателе, ве замолувам да ми кажете за таа седница, фамозна предлог седница 36-та. Само тоа да ми одговорите. Дали интерпелациите беа на изгласан званичен дневен ред? Беа како многу други точки кои побаравме да се тргнат предлог дневен ред. И не беа изгласани на официјален дневен ред за сега да велите поднесете нови интерпелации. Имаме ние интерпелации. Во интерес на ковид кризата се тргнаа другите точки од таа седница. На таа седница и беше и овој законот за служба во армијата, кој што сега трчавте да го донесете и не е спорно, повторно ќе кажам, не е спорно тоа. Зошто ги тргате точките интерпелации за работењето на министрите? Значи, ние сме тука само да констатираме и да направиме надзор врз работењето. Граѓаните го гледаат тоа, ние што ќе треба да го кажем. Нема да ги скриете, бе, председатели. И нови да поднесеме, ќе поминат 15 дена. Ама нема потреба од нови, затоа што процедурата не е прекршена. Вие официјално не ги ставивте на дневен ред. Абе, дајте ми да зборам сега, ние вака сега 20 како на дуел да сме. Дозволете ми ги овие 3 минути. Значи, дозволете. Ние немаме официјално ставени точки на дневен ред. Предлог дневен ред беше тоа, на кој што сите се сложивме да се тргнат. Вклучително и вие. И вие гласате да се тргнат тие точки. И сега тие точки треба да бидат вратени на некоја наредна седница. Дали затоа што се интерпелации, па тоа смета барањата за други закони од мнозинството може да поминат. Вака дали да го сватам? Ве молам, одговорете ми согласно член 47. Многу кажав да се фокусирате тоа што треба. Зошто точки кои што беа на предлог дневен ред, а се уште не дошле на официјален дневен ред, нема да дозволите да се стават како точки на оваа седница и тоа наше барање? Ставете го на гласање, одбите го, ама на процедурата само немојте да ја кршите. Затоа што собранието го направивте, што да ви кажам, се повикувате на деловник, ама далеку сме од деловник. Што имав да ви објаснив по однос на деловникот, а колку сфативте Петар Ристевски, колку разбра,